Пред пола година МПЦ и СПЦ си подадоа рака и прогласија екуменско единство. Гледано лаички, би од страна Скопје и Белград ги решија сите спорови кои ги има до тогаш, но дали е така и во Скопје, односно во Македонија, каде што се чини дека сите проблеми кога е во прашање црковната организација не се решени. Затоа во студиото го имаме Мартин Богатиновски, новинар на Плюс Инфо, кој е еден од најинформираните во Македонија кога е во прашање црквата и црковните прашања. Добро утро. Добро утро, време е за црковен печат, нели? Да, од утрински во црковен печат. Види, чекај, вака имаме едно воведно прашање. МПЦ конечно излезе од расколот со останатиот православен свет, нели СПЦ го додели томосот тука во Скопје, заедно работевме дента, знаевме какво беше чувството кај верниците. Се решили проблемот? Како е сега на терен? Има ли нешто ново, нешто поинаку? Па на терен би кажал дека е како Мароко, Португалија второ полувреме. Знаеш, сега како што беше на светско првенство, дадоа гол едните, после се затише и следуваше, немаше никакви случувања. Да. Не, шала на страна, тоа беше голем ден, голем празник за нас во Македонија, но и за другите останати верници од останатите православни цркви од регионот. Јас таму, знаеш и ти, лично бев на првата заедничка литургија во Белград, во храмот Свети Сава, и правев и репортажа, и разговори, и анкета со верниците српски, што беше стварно феноменално. Сите беа среќни, сите беа задоволни, браќо македонци, ви сте дошли. Што ете кај нас можам да забележам дека не бевме до толку са возбудени. Но имаше народ. Не бевме до толку, но тоа е резултат токму на расколот, долгогодишниот раскол кој што се најде нашата црква. Че толку расколот се го прави своето, за да веќе изгубиме чувство за реалноста и што всушност ние губиме со тој раскол. Но ете, дојде моментот на патриархот српски во Скопје да го додели томосот на МПЦ. Мислам дека тоа беше еден убав секако историски момент за Македонија. Сега имаме екуменско единство, но спорот, расколот како се уште да не е решен. Ние се уште имаме две канонски признати цркви во на територија. На една територија. Да, тоа е недозволиво. Тоа е недозволиво во православието. Нели постои православната Охридска архиепископија ПОА на архиепископот Јован и нели сега МПЦ, која што до сега беше во раскол, сега веќе не е во раскол, а пак ПОА беше автономна црква која што беше во црковно единство со останатите цркви од регионот. Сега двете цркви се практично признати и таа состојба е недозволива. Не знам зашто толку долго трае. Требаше многу брзо да заврши, да се интегрираат двете цркви во една. Требаше, ето во мај се случи нели доделувањето на томосот, излегувањето од раскол. Требаше за неколку дена практично да се реши тоа прашање, но еве помина пола година, нема ништо од тоа. Но верувам дека е некое си внатрешно прашање. Знаете, кога имате на голема фирма, под наводници како што е МПЦ, имате повеќе директори на повеќе нивоа, и сега постои тука. Сега некој треба да загуби директорско место, претпоставувам. Не треба да загуби, него треба да даде од своето, да скрати, за да даде на некој друг. И за тука, аке владиците знаеме како расте егото. Добие ли овие што беа владиците од ПОА, добиет ли они некои епархии? Се знае ли нешто? Токму тука лежи проблемот. Значи, се постојат нели информации дека МПЦ веќе дале еден предлог до ПОА, што е според мене срамен предлог, како и да вртиме. Ова е неофицијално, така? Неофицијално, да. Сме го пишувале некако дел шпекулации, не е потврдено. Нели владиците имат 4 владици ПОА заедно со архиепископот. Архиепископот да се пензионира Јован,
тројцата владици, односно двајца владици да станат хоре епископи. Тоа е некој нов термин што јас го научив, односно за мене е нов Не сум термин. го слушнал јас до сега, Да. мора да признам. Да бидат епископи во манастир, но надлежноста да биде главна на епископите од МПЦ, односно да бидат на ниво на штец, да речем сега, нема никаква одлучувачка моќ тој епископ, а епископ е веќе 15 години, да речем, животов, што е срамно, понижувачки и не е во ред, според мене. И тука за еден владика МПЦ нема слух, за еден владика од... Претпоставам тој е Давид. Да, веројатно, така според спекулациите. Не сакаат, веројатно, Давид да биде интегриран во ПОА, па сега се бара решение со СПЦ, Да го повлече таму. па или тука да му отворат како еден вид амбасадорско место, сега не знам како се вика тоа од црковен термин, треба да кажат од црквата. Значи он да биде амбасадор на СПЦ Па нешто такво, да. во МПЦ. Да, и мислам дека мора да се реши. Мора да се реши, иначе ништо не сме направиле. Докога не се интегрира. Пречката е единствено суета, желба за власт, за епархии, за што? Видете се... Или има некој друг проблем кој... Мислам дека е тоа прашање првото што го кажавте. Првото. Затоа што еве сега ќе земам Повардарска епархија, таа е знаете колку Многу голема. Многу голема, пола. Кај што е владиката Агат Ангел од МПЦ, треба да се скрати за да се даде на некој од ПОА. Преспанско-Пелагонеска Исто е голема. исто е голема. Се да се големи са, нели? Но мислам дека тоа е во игра са кој да даде, што да даде и зошто јас би дал за нив. Едно време во опција беше и Матече, манастирот кој треба да се реновира. Не, тоа го извади еден новин аналитичар како информација, како провокација повеќе да биде. Се знаеме у каква состојба е манастирот во Матече и сега зошто би ги пратиле, ако веќе се решава проблемот со црквите, зошто би ги пратиле од ПОА таму да ги казниме? Тоа е казна, практично, според мене. Значи, Државата не може да се справи со тој проблем да си го врати Матече во правобитната состојба, што треба да прават другите? државата не може Матече да го врати во владение, не во првобитна состојба, иако се работи за прекрасен манастир од 14 век. Дали Јован се чувствува како победник? Дали беа за џаве сите затварања и Види, Јован не го прогони? познавам доста време, за не многу, али 10-12 години сигурно. Јован е душа човек, ја можам тоа да го кажам лично како верник, и е пропратен. На прашањето дали се чувствува како победник, не сум му го поставил тоа прашање, не сме имале можност да се видиме, но знам дека ќе ми одговори нешто дека не се чувствува како победник заради неговата скромност. Иако јас би го... Па добро, е вин-вин комбинација сега. Добро, ама Би требало така да биде. според мене испадна онака како што Јован велеше уште од почетокот. Испадна... Може ли да ме подсети што велеше Јован? На почетокот што имавме ние нишки договор во 2005 година, ти си мал, не се сеќаш, но јас 2002, јас извинувам. Ти си помлад, не се сеќаш, јас се сеќавам на тоа, не се разликуваше воопшто од овој сегашниот договор, нели, со кој се додели Томосот, освен мислам во една работа. Тогаш Белград инсистираше, односно Српската православна црква инсистираше периодот на автономија да биде 5 години, а сега беше речи си да го немаше, него едноставно Немаше, да. нели на втората литургија заедничка беше доделен во Скопје. Тоа не менува генерално ништо. Сега тоа е на ситница. Доволно е само еден ден да бидеш автономен. Па веројатно така и бевме Така и сега. беше, да. Така и беше, само што не Поише од видов- еден ден беше, ама добро. не видовме Томос, ако се фаќаме нели до таму. Не видовме Томос за автономија, за да видиме Томос за автокефалија. Аха. Директно видовме, што не сметам дека е нешто погрешно тука. Па добро, официјално Македонската црква од 55-та автономна, така. Мислам, се следал некој таков, Добро, веројатно. да. Види што се случуваше. Се започна од Нишкиот договор. Така. Отида, сега да не подсетуваме Кој сто пати е отиде, зборено знаеме, на добро, тоа, да. Подпиша, па не подпишуваме, па пак ќе подпишеме, па пак не подпишуваме. Некои владици од МПЦ се откажа поради
икс причини, притисоци, било што, не знам сега, да не нагаѓаме. Се започна од таму. И Јован беше единствениот кој што рече, чекате, маце јас сметам дека ова е исправно и стојам на тоа. Тоаш, нели, се создаде... Другите што подпиша се повлекоа. Да. Што мислеа дека е исправно, па после рекоа дека тие се повлекоа поради притисок на јавноста, на политиката и така натака. Да. Јован стоеше на зборот и тоа што му И тоа донесе? капа го чинеше, веројатно. Затвор, Да, доста мотретирање. прво го распопија, така. Па да, го расчинија, па нели се формираше ПОА како автономна црква, од неколку манастири се споја монасите, монаштвото и сестринството влегува во ПОА и тие скапо ја платија цената. Ја не се сеќам сега според кажување, нели? 2002-2003. Така што сепак дојдовме на она што тогаш што веќе пред 20 на години се беше случило и беше откажано. А сега веќе е подпишано и срекни сме сите. Така што Јован е победник. Значи можевме да срекни во 2002 година и да многу непријатности да се одбегнат и ништо да не му фали на македонскиот идентитет, на името на православната црква. Точно. И се она што нели го сочинува црковниот живот во Република Македонија. Ти си верник на ПОА. Еден од... Јас сум новинар. Добро, ти си новинар. Но што како е да се биде, како се служат венчавки таму, како се служат литургии, на кој начин се собира паствата? Види, баш пред месец дена, месец и пол се видов со еден мој драг пријател од МПЦ, свештеник, професор, угледен човек. И баш му го поставив прашањето претходното што го зборувавме, Оче има ситуација која што не е нели не е канонска, својствена, две цркви на иста територија. Што би ме задржало, му велам, мене сега да останам така, сум во ПОА, што би ме задржало да останам во ПОА, да не преминам во МПЦ? Ако веќе и ова е канонска црква, ваму имам цркви, манастири во МПЦ колку сакам, каде и да бирам да се венчавам, нели, крштевки, молитва и така. И тој ми рече, Мартин, ќе избориме за човек од МПЦ. Ми викам, Мартин, вие сте екипа, че треба да се држите. Тоа е толку, вика, екипа сте, и толку. Така што стварно многу добар коментар даде. Ние бевме екипа, мислам, сме екипа, верници. Условите не се добри. Не само сега, мислам, не биле добри уште од старт. На ПОА не им е дозволено да имаат цркви, не се дел од регистарот, нели, на верски заедници. Верски заедници. Не е дозволено. Служат во манастири, служат во куќи, доста... Знаете како е... Ајде, јас сум венчан во ПОА. Ајде, летно време беше венчавката надвор. И ти беше на венчавката. Надвор беше на отворено небо, ајде немаше некаков проблем, нешто. Доаѓаат тројца свештеници, ја завршуваат работа, никој не приметува. Ама што ако требаше да биде зимно време? Ке требаше јас моите роднини, ке требаше на сопругата роднините да ги однесам во стан, обичен стан, со кујна и со олтар, за да се венчаме. И па ја објаснувај зошто сме тука на 4ти спрат, десно покрај лифтот. Венчавањето во црква ќе биде во зграда број 2 во центарот на Скопје. Почитувајте го куќниот Ретимир. Да. Незгодно е, знаете како. И крштевки било што. Во некои извештаи беше наведено дека условите се катакомбни за верниците. Јас повеќе ќе кажам дека верниците немаат толку многу голем проблем околу тоа, колку што има свештенството во ПОА. Тоа многу трпи. Пак би рекол, трпи на штета на некои одредени владици, са честни исклучоци. Егото ке владиците, општо ке сите, и МПЦ, и СПЦ, ПОА се. Сите, да. Сите е големо многу. Големо е, трпи свештенството, трпи монаштвото. Ја имам многу пријатели монаси и од СПЦ, и од МПЦ, и од ПОА.
Тие во ПОА се стварно многу блиски пријатели ми се, ама Христовите не... ученици по вокација и треба да трпат многу. Па И не да... така се, знаеш, што е... Да, но Монах не, се не, за не го монашо. кажувам тоа дека е во ред. Не го кажувам тоа во ред, не ме погрешно да ме разбереш, но што е со верниците, тие трпат ли дискриминација одредена? Веќе не. Веќе не. Не. Добро, тоа е добро. Откако се реши проблемот сега во мај, се смени работите, тоа е многу добро. Тоа е, значи има напредок, мора да има констатирам. напредок, има сослужување, значи јас сега ако сакам да правам венчавка, можам да ме венча свештеникот ПОА со договор со свештеникот МПЦ во храм на МПЦ. Значи не е никаков проблем сега тоа. Или погреб, ајде са венчавката е пак света тајна, нешто големо каде што нели не може да се спореди со другиве. Но беше незамисливо. Јас сум имал ситуации такви незгодни. Многу ме интересира дали може, пошто еднаш ја напиша во медиумите таа ситуација, дали може да ја повториш? Да, па не беше нешто спектакуларно, Па беше, како се упокои мој дедо и не ни беше дозволено на наше барање како фамилија, како семејство да го отпее нели свештеникот ПОА, не ни беше дозволено такво нешто и дојде свештеникот МПЦ. Маце беше така на самиот погреб напната ситуацијата, беа упатени навреди и кон мене од свештеникот. Потоа го напишав нели во медиумите и се најде во извештаите нели на Стеј департментот Да, го да, стави Стеј во својот извештај за почитување на човековите права во Македонија. Да, да. Што ќе речам, мојот случај не е нешто многу страшен. Многу пострашни работи имаат поминато луѓе верници, па и свештенство. Ајде да не се подсетуваме до таму, ама имаше шишање на монахињи лустер, имаше тепање монахињи, имаше фрлање, не знам, мачки мртви во оџаци на црква. Ама тоа во времето кога што јас не сум го следил, туку само од слушање, што не би било во ред, ама сега се сменети работите и тоа ме радува. Значи, велиш, има големо подобрување. Се надевам дека така и ќе биде. Што мислиш, дали ќе се надмени овој проблемот со кој се уште го имаме, а тоа да имаме практично две цркви во една територија? Видете, јас сум во постојани контакти со владици на МПЦ, тоа баре мојата работа, и од ПОА и од СПЦ. Сите уверуваат дека само што не било. Девек, само што не сега ќе биде. Па се, ама многу време помина за да им веруваме се. Знаеш, на владика и на, како што викаше Трендо, на жени кои ќе пијат кафе во Еврада, вака не треба да им се верува. Добро, да. Одлична е таа компарација. Мене една работа не ми е јасна. Значи, нема образложение зашто во изминативе години ПОА не влезе во регистарот на као сиката ке нас агенција, комисија, верски заедници. Немам објаснување зашто тоа не се случило, знаеме дека има и одлука и притисок, дури и Американскиот Стејт департмент инсистираше тоа да се случи во неколку наврати. Одлуката за регистрација се чуваше во фиока на министрите. Дали тоа беше можеби државата влегла во преговорите со СПЦ и се обидувала да го реши спорот или да не го реши спорот кој го имаат двете цркви? Државата не би смеела, нели, да се меша во тоа? Ќе ти одговорам на прашањето, но првен зашто се дава впечаток сега дека што постојано зборуваме за ПОА, кога сум ја портпарол на ПОА или член на ПОА, па да реферирам пред тоа. Не сум, не сум верник. Те прашам како новинар, да. Не, сум како новинар, да. Да. И гневен е многу јак збор, верник на ПОА. Првен ке речем, јас дојдов во ПОА да бидам верник на времето, затоа што бев разочаран од МПЦ и од нивното делување. Сега гледам дека нема нешто многу голема разлика. После толку време, значи, кога ќе созрееш, кога ќе навлезеш натрag, гледам дека нема разлика и се повлекуваш и од таму.
нема веза, тоа го кажувам само да не се даде впечаток дека сум од ПОА раководството. Добро, значи јавно се Да. А за регистарот, да, никогаш не влезе ПОА во регистарот на верски заедници, што на пример на Кајшаров е внесена. да. Тоа што и да е. Црквата Таквото некаква, нешто, да, таквото нешто. Е внесена. Каде што можете, нели, покри другото и демоните од себе да ги Нормално, извадите доколку после сакате. се Да. поинаку. Да. Државата плаќа казни. Значи и тука се завршува работата. Не е во регистарот. ПОА тужи у Страсбур, добива Страсбур 5000 евра, државата му плаќа на ПОА. ПОА до душа нема право на трансакцијска сметка, не може да ги прими парите. Ама Пак тие стојат тужи. на природна сметка. Па добро, да. Пак тужи, пак добива, државата плаќа 5000 евра и така со години. И сите извешти се имаат негативни ставки, Така, да. дали е Европска унија, дали е State Department и така натака, дали некоја друга нели меѓународна организација. Буквално да, сегде И тоа така се забележано, одеше. Така се одеше, да. Да, и сега више нема проблем бидејќи Пак нема потреба за да се регистрира, зашто би Да. се регистрирал. Сега е потребно ПОА да се интегрира со МПЦ, односно МПЦ да се интегрира во ПОА, ако веќе идеме на вивачки, од раскол идеш во канонство. И тука да заврши работата, да си биде се нормално, владиците да си добијат тоа што го заслужуваат, верниците исто и монаштвото да си најде место каде што ќе може да биде мирно и спокојно и да му служи на Бога, не да извршува попски работи. да ги напуштиме темите поврзани со Царството Небесно и да се вратиме во оваа наша политичка жабокричина која имаме во Република Македонија, а се однесува на најавите за уставни промени. Дали, според тебе, опозицијата ќе попушти и ќе ги внесе бугарите во уставот? Па, ќе попушти. Да, сметам дека ќе попушти, затоа што не Багдијала е сега дојден кам шикарот, да го наречам, од САД, најавата на Агелар. Добро, да. Дека има специјален тим за санкции тука, ќе се бориме за корупција, како тие да не знаеле дека во изминативе 30 години имаме корупција, па сега се изненаделе оп, луѓето. наеднаш некој им кажал имате корупција, ајде да ја решиме корупцијата. Сметам дека нема врска ништо со тоа, туку баш Че тоа е една казнена експедиција од САД. да се убедат пратениците кои што потпишаа на нотар дека нема да сменат ништо. Потпишале многу луѓе пред нив секакви работи, па. Да, мислам дека ќе попушти и сметам дека тоа ќе биде крајот на Христијан Мицкоски. Мора да има Доколку смена. попушти? Да. Дека нема да може да општи Политичката на кариера веќе ќе заврши. на Мицкоски. Да. А велите не може да не попушти. Кога е американец упрашање. Мартин, ти благодарам. Навистина уживав во овој разговор. Се надам дека повторно ќе бидеш гостин кај нас за слични теми и те молам кога ќе се вратиш сега на твоето работно место во Плюс Инфо да ги поздравиш сите колеги кои ги оставив таму. Фала ти.